Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добре дојдовте во Живот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Денеска со доктор Крсте Маљановски зборуваме на темата Законот за инспекција на трудот. Добре дојдовте, доктора. Добро дојдов. 3131332, тоа се телефоните на кои може да ни поставите прашање директно во емисијата и да одиме еве пополека. Првото прашање, доктор Маљановски, што всушност одредува овој закон за инспекција на трудот? Закон за инспекција на трудот или закон кој буквално ги регулира примената на законите и другите прописи за работните односи, вработувањата и заштитата при работа на колективните договори, договорите за работа и други акти. Што фактички значи? Еден од најбитните сегменти во Министерството за труд и социјална политика, тоа е ова институција која е самостојна и која фактички врши надзор, односно инспекцијски надзор на сите јавни или приватни колективи, односно работни организации кои се дел од нивната редовна активност. Во законот е јасно и децидно кажано дека во текот на една година мора да инспекторите од инспекторатот мора да ги посетат буквално сите установи и приватни предпријатија. Во нивните покрај овие редовни надзори што се инспекторатот реагира, односно оди на увид во случај кога има најразлични поплаки, слушнати информации од страна или, не дај Боже, незгоди кои се случуваат за време на работата и работното време. Многу одговорна, инспекторатот е неверојатно одговорен заради функцијата која има во државата и оваа институција дефинитивно е една од можеби на удар на јавноста, заради тоа што со своето делување во многу постои можност да го подобри квалитетот на работа. За разлика, морам да го напоменам тоа, за разлика од минатото, кога бројот, да кажеме, само на еден сегмент на непријавени работници беше прилично голем, постепено овој број се намалува, така да радува фактот дека многу ретко во последно време се наоѓаат лица кои работат, а не се пријавени преку Агенцијата за вработување со најразлични договори. На веб страната на Министерството за труд и социјална политика постои информација дека Инспекторатот за труд делува на територијата на целата држава, Република Македонија, преку воспоставена мрежа на инспектори која брои 63 инспектори за работни односи и 36 за безбедност и здравје при работа. Тоа се постигнували секаде со оваа група на инспектори да се посети, како што рековте веќе, сите приватни и државни институции. Многу тешко, меѓутоа кога би ви соопштил, односно статистичките податоци кажуваат една огромна бројка на посети на колективите. Зошто го велиме ова и на кој начин го обавуваат? Покрај редовните активности има дел од активности со нивните акциони програми, каде што голема група, имајќи во предвид суптилноста на материјата, ги менуваат териториите. Мислам дека е наведено, односно сите инспектори се задолжени со територијалната поделба во основа се во градовите, меѓутоа и на другите населени места, меѓутоа поради најразлични причини, можноста од коруптивно однесување, имаме групи кога се случува да се разменуваат териториите и кога одат директно во инспекцијскиот надзор. Тие групи се бројат поголем број на луѓе, самијата постапка е прилично деликатна,
заради фактот што дел од инспекторите ги познаваат собствениците, односно работодавачите, и од тие причини не е пожелно тие да ги посетуваат и да одат во инспекцијски надзор во колективите. Нашите инспектори, бројката им е лимитирана заради големиот број на правни субјекти што ги посетуваат и покрај фактот дека нашите инспектори можат да влезат во било кое време, независно од временските услови, односно во 24 часа во текот на денот, независно дали е сабота, недела, во колективите каде што ги посетуваат. Чиј орган е всушност Републичкиот инспекторат за труд и дали се работи за самостоен орган? Да, тоа е самостоен орган во рамки на Министерството за труд и социјална политика, орган на кој предпоставен, да кажеме, е Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа во потполност е самостоен во нивното функционирање. Ние го познаваме како ДИТ, Државен инспекторат за труд, меѓутоа апсолутно второстепен орган, би сакал да кажам дека во случај на некаква поплака, односно решение кои се задолжени да ги донесуваат нашите инспектори, е Министерството за труд и социјална политика, кој формира, има и прекршочна комисија во рамки на Министерството и која одлучува по жалба. Значи, второстепен орган е Министерството за труд и социјална политика, тоа е повисок орган и уште еднаш да поменам, значи, овој инспекторат покрај другите функционални делови на Министерството. Предпоставам дека јавноста знае, меѓутоа не е лошо да споменеме. Тука е ПИОМ, Пензijsko-инвалидскиот фонд, после тука е фондот, односно институција која се грижи за борците цивилните инвалиди, исто посебна институција, така да Министерството е прилично големо и покрај фактот дека се мисли дека тоа се само центрите за социјална работа и градинките. Да, ги покрива многу најразлични проблематики од животот. Како и нашата емисија што носи овој наслов, работата е дел од животот и пожелно е сите во рамки на своите можности да принесеме за подобар живот, односно и подобра брачна заедница. Во секој случај имајќи во предвид работното ангажирање на луѓето. 31 332, ако имате директно прашање за доктор Маљановски, ве очекуваме на нашиот телефонски број да му поставите прашање и се надам дека ќе ви најдеме некој извор на одговор. Доктор Маљановски, како се станува инспектор за труд и кои се всушност ингерециите на еден инспектор кога веќе влегува во некоја фирма и сега? Во описот и пописот на инспекторатот, односно уредувањето на инспекцијската служба во Република Македонија, децидно е кажано кој може да биде инспектор. Првенствено во последните неколку години се воведе и институтот лиценца, при што секој овластен инспектор мора да биде лиценциран. Оваа лиценца се обновува, они полагаат пред стручна комисија, виша стручна комисија која ја формира министерот за труд и социјална политика и без оваа лиценца они не можат да работат. Покрај оваа лиценца што ја имаат сите наши инспектори, имаат и каде при инспекцијски надзори еден во протоколите за работка е нивната легитимација. Значи, они се легитимираат пред да настапат во инспекција. Кои може да бидат од најразлични струки се, имајќи во предвид фактот дека како дел од работата се правни акти, тоа значи дека во инспекторатот доминираат правници, меѓутоа и од други специфични струки, како заради фактот дека еден од сегментите, меѓутоа многу битен, кој на вистина има страшен одзег во јавноста, тоа е безбедноста на здравјето на работниците. Зошто? Заради тоа што свесни сме дека се случуваат најразлични непогоди, најразлични загрозувања на животот на дел од работниците кои работат на исклучително рискантни места и од тие причини инспекторатот има и својата многу голема тежина да овие ризици ги намали што е можно помалку со своите инспекцијски надзори, со своите укажувања, а за сето тоа треба добра обученост. Заради тоа што
во секој случај би требало да ја познава проблематиката од најразлични аспекти. Од градежништво, што за жал многу често не се случува, да на градежните објекти се повредуваат, па дури има и смртни случаи, првенствено заради невнимание, а после тоа сигурно дека има и некои фактори кои инспекторатот се ги утврдува. Во протоколот за работа општо е познато дека пријавувањето на вакви незгоди е работа на работодавачот. Тој не смее да касни, тоа пријавување би требало да биде веднаш, како би можела инспекторите во тој момент после такво пријавување, а нарочито таму каде што има смртни случаи, да реагираат и да отидат на лице место и да ги утврдат фактите и доказите во врска со настанот што се случило. Доктор Малјановски, тука ќе направиме кратка пауза и се враќаме во живот со нашата денешна тема, Законот за инспекција на трудот. Денеска во живот на нашите фреквенции, Радио Слободна Македонија, зборуваме за Законот за инспекција на трудот со доктор Малјановски. Доктор Малјановски, што му возможува работодавецот всушност на инспекторот, откако тој доаѓа во контрола, што е должен се да му обезбеди работодавецот за да инспекторот се изврши соодветно работата? Да, за по-добро објаснување, јас ќе го цитирам членот 11 од Законот за инспекцијски надзор, кој многу јасно кажува што све би требало да му овозможи. Или е должен да му овозможи. Да, на кратко све. Инаку, еве што пишува. Во вршењето на инспекцијски надзор, инспекторот има право да влегува и да ги прегледува сите работни простори и работни места и да направи увид во сите делови на техничко-технолошкиот процес на трудот, на средствата за работа, на заштитните средства и опрема, на условите за работа, на деловните книги, исправите, договорите и другите документи и акти на работодавецот. Буквално све. Кога влегуваат нашите инспектори, најчесто влегуваат, значи покрај оние редовните посети, влегуваат по пријави на оштетени работници. И да ода точно кон суштината што пишува во пријавата, односно можеби и на телефон. Пријавите би сакал да нагласам дека може да бидат анонимни или може да бидат нормално во пишана форма, компјутерска или и телефонски да се јават. И инспекторатот мора да постапува. При одењето, најпластично да објаснам, значи се легитимираат и му бараат овластено лице. Во случај да нема овластено лице, тогаш негов заменик и одат директно на проблемот за кој се дојдени во фирмата, установата или некој друг правен субјект. Постои реална можност да деловните книги, ако е да кажеме неисплатување на плата, или недоаѓањето на работа, или најразлични, се што е во однос на работните односи, да го погледаат, дури и да ги земат, нормално со реверс, и во рок од 8 дена да му ги вратат на надлежниот работник или работодавец. Во други случаи, кога се работи, например, за пријава за безбедност и здравје при работа, инспекторите може да влезат на лице место, на настанот што се случил, евентуално несреќата што се случила, да целиот тој настан го документираат, да се слушуваат светоци и да го разгледаат целата ситуација и на крај по нивна оценка, заради тоа што се лиценцирани во нивните решенија, дури да го затворат објектот привремено или краткотрајно или трајно, се додека некои работи не се отклонат, или да му изречат казни кои сакал да напомнам дека се исклучително големи, а постапката се тече после тоа пред иницијатива на овластениот инспектор, пред јавното обвинителство и така натака. Значи све. Имаат ингеренции во истиот момент од како ќе констатираат дека значи има нерегуларности во работата, да стават клуч на врата. Имаат да, и ако приметат дека нешто што дури и го загрозува животот и здравјето на вработените.
најразлични ситуации. Од тие причини, ја би сакал само да ги напоменам, струките кои би можело да аплицираат, односно се во овој момент кои работат. Тоа се, како што реков, правници, машински, градежни, архитектонски инженери, електроинженери, технолошки колеги со технолошки факултет, а една од најважните е лица кои имаат завршено факултет за заштита при работа. Основен услов е да имаат 3 години работно искуство и да имаат лиценца за оваа работа. Нашите инспектори се навистина искусни во својата работа. Се извршуваат совесно, имајќи во предвид големиот број на правни субјекти кои во последните години се јавија во Република Македонија. Значи, овие профили што ги набројавте всушност може да аплицираат за работа апсолутно, за работа во инспекторатот. Сакам да напоменам дека од овие работни колективи, правни субјекти, приватни субјекти, све не се изолирани и странските инвеститори кои се во Македонија. И они мора да се придржуваат комплетно на законите и прописите и протоколите за работа на нашето законодавство. Тоа значи дека нашите инспектори ги посетуваат и вршат редовна контрола и на странските фирми кои ги има во Република Македонија во не така мал број. Ги посетуваат во секое време, заради тоа што дел од овие странски фирми работат се навистина со материјали кои постои реална можност да го загрозат животот и телото на вработените. Од тие причини сме многу внимателни заради фактот дека реално постои можност од повред. Во последно време рапидно се намалија, што е навистина за наша голема радост, повредите при работа на отворените објекти, односно во градежништвото, што го има во огромна количина во Република Македонија. Иницијатива на Министерството за труд, сакам да напоменам дека екстремните услови за функционирање, односно за работење, кога зборувам ова, мислам на високите температури, значи ги назначува Министерството за труд и социјално. Спроведувањето на овие работи е во надлежност на Инспекторатот за труд. Во случај како што имавме исклучително високи температури во текот на летото, кога беше ограничена работата на градежните фирми на отворено, инспекторите ги посетуваа и гледаат дали оваа одлука се спроведува. Уште многу малку време имаме. Колка ви се казните што ги изрекува инспекторатот, доктор Мајановски? Огромни. Казните може да бидат како за фирмата, установата, така и за лицето кој ги води. Најразлични се, меѓутоа сакам да напоменам дека во почетокот тоа се опомени. Опомени кои би требало да делуваат превентивно. После тоа следуваат казни кои се движат, велам, од 300 евра најмалата па до 5 до 10.000 во не дај Боже случаи каде што може да биде дефинитивно многу загрозено животот и телото на работникот. Ке мора тука да завршиме. Државниот инспекторат постапува и по усмени и писмени преставки, како што рековте, и на работниците, и на граѓаните, а усмените барања, ќе го кажам само телефонскиот број 3296 310 и 3116 110. Доктор Мајановски, ви благодарам што бевте дел од живот и денеска. Молам. Се одјавуваме Трговско радио духовно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител Рашела Гинова Карафиловски, датум на емитување 16.3.2016, продукција Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крстен Мајановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.